Наместо договор дополнителни партиски консултации за законот за јавното обвинителство. Неуспешно заврши и овој обид на работните групи на власт и опозицијата. Од и двете страни имале различни толкувања на заклучоците од лидерската средба, па додека не бидат надминати, нема нови преговори. Заради тоа што имаме разлики прво во толкување на заклучоци некои од лидерската средба, мора да си ги расчистиме тие работи за да продолжиме понатаму. Пред средбата која траеше одвој 20 минути, министерката Десковска рече дека не била оптимист за можен договор, ами реалист, имајќи во предвид со кого се преговара, па вината ја префали на страна на опозицијата. Ние доаѓаме со добра волја да договориме закон кој што ќе имплементира европски стандарди и она што значи стратегија за реформа во правосудството, така што договорот ќе зависи од опозиционата ВМРО. Дали сте оптимиста? Па, знаете што, јас сум повеќе во животот реалиста отколку оптимиста, знаејќи со кого преговарам, не можам да кажам дека сум оптимист, но ние ќе направиме се од наша страна, стандарди во законот да има и ќе покажеме добра волја таму кај што има простор да направиме отстапки. Тимот на ВМРО ДПМН е пак возврати да зависело од нив, власта сега немало да биде таму каде што е. Порача дека Десковска била задоволна со неуспехот од преговорите. Подготвени се на отстапки до степен до кој има суштина во преговорите и е во рамки на европските регулативи. Навистина е неодговорно како министер за правда да кажете дека еден закон за кој што преговараме веќе 9 месеци не е донесен затоа што тоа не зависи од вас. Одговорноста во секоја држава ја носи власта, а одговорноста за неуспешното менаџирање на процесот на договарање на закон за обвинителство го носи министерката Десковска. Ние навистина се зачудивме како лесно дошле до предлог закон СДСМ и ДУИ, имајќи ги во предвид кривичните пријави кои што премиерот Заев ги најави за многу високи истакнати членови на ДУИ, но гледаме дека лесно се договориле така што тој изговор не би го прифатиле. Шефот на државата пак и покрај диаметрално спротивните ставови на власт и опозицијата тврди дека остануваат уште 2 или 3 точки за кои лидерите на двете најголеми политички партии бараат компромис. Работата е исчистена во однос на тој закон. Имаат уште 2-3 евентуално спорни прашања за кои главната опозициона и главната партија на власт имаат различно размислување. И мислам дека се сосема близко до договор. Меѓутоа, ако нема волја и тоа да се додоговори, џабе да ги собирам и јас и вие, било кој да ги собира, нема да се реши. Клучните разлики натаму остануваат. Двете страни не можат да се договорат околу називот на новата институција, но и изборот на јавниот обвинител кој треба да дојде по предлог на опозицијата, како и методологијата на новото законско решение. Првичниот владин предлог закон е во собраниска процедура, но одвај 10 од вкупно 51 амандман е усогласен од сите политички партии.